Како ги доживувате неделните случувања на Калето? Па, тоа е еден настан за кој што многу се коментираше во последните неколку дена. Јас би сакала само да кажам дека не би требало културното наследство да се става во залог на политиката, бидејќи резултатите кои што ги видовме од инцидентот со црквата музеј на Скопското Кале беа дека политичарите си прават тендери со културното наследство за сметка на граѓаните кои го бранат истото, а завршуваат со дупнати глави. Мислам дека е крајно време да се престане со политизација на културното наследство и едноставно тоа да им се остави на луѓето кои го работат, кои се грижат за него и на крај крајева кои публикуваат научни текстови од таа сфера. Дали на тоа место треба да се гради црква? Секој археолог кој ископува одреден терен, доколку пронајде археолошки остатоци во форма на архитектура, кои се доволни за да може една градба да се дигне во 3D формат, има за право да направи реконструкција и ревитализација на тој објект, независно од кој период потекнува. Колкав дел од историското наследство на овие простори се уште се наоѓа под земја? Па, повеќе пати е кажано во јавноста дека според археолошката карта на Република Македонија, која е публикувана во 1996 година, најголем дел од археолошките локалитети бројат околу 5 до 5,5 илјади места. Таа бројка до денеска во голема мера е апдейтувана, но многу малку од тие археолошки локалитети се ископувани, да не кажам можеби само 1%, така да одговорот на вашето прашање би бил дека всушност целото културно-историско наследство на Република Македонија се уште се наоѓа под земја. Кои се највредните археолошки артефакти пронајдени во Македонија? Зависи што е вашата перцепција или перцепцијата на луѓето за она што е вредно во археологијата. Обично луѓето се фокусираат на предмети кои што се изработени од злато, од бронза, бакар, некој друг метал или можеби мермер. Меѓутоа, за сите археолози, било каде во светот, секој артефакт е вреден, поточно е непроценлив, така да понекогаш дури оние искршени фрагментирани парчиња на керамика кои најчесто се пренаоѓаат на археолошките локалитети можат да ви дадат повеќе информации за социјалниот, економскиот или културниот живот на некое истражувано место, отколку некое прекрасно парче наод. Кои се највредните архитектонски градби на територијата на Македонија? Па зависи од кој аспект гледате, бидејќи веќе споменавме во еден дел од прашањата дека поголемиот дел од архитектонското творештво на минатото се наоѓа под земја. Она кое што е ископувано во мал дел е од античкиот и од римскиот период, но во најголем дел е од византискиот период и тоа е она кое што е највидливо, што не значи дека е и највредно, бидејќи се уште треба да се валоризира и да се евалуира целото културно наследство, посебно архитектонско, кое го имаме и потекнува од територијата на Република Македонија. Колку македонците знаат за своето историско наследство? Би рекла дека македонците многу малку знаат за своето културно-историско наследство. Голем дел од нив читаат, се едуцираат, меѓутоа она кое што можеме да го видиме најмногу на социјалните мрежи е дека сите сакаат да бидат вонаби археолози и вонаби политичари и вонаби историчари и да го толкуваат културното наследство, меѓутоа тоа оди во една сосема погрешна насока. Кои 5 локалитети мора да ги види секој македонец во животот? Ако зборуваме за светот, тогаш тоа е огромен број на локалитети. Ако зборуваме за територијата на Република Македонија, во тој случај нема голем број на ископувани локалитети кои имаат добра инфраструктура за да бидат посетени. Сепак би ги наброила оние кои се веќе познати во јавноста, тоа се Скупи, Стоби, Хераклеја, Лихнидос, потоа Баргала, Мородвис и секаде каде што всушност има видливи архитектонски остатоци. За кој историски период најмногу се интересираат странците? Де факто странците најмногу се интересираат за античкиот период, поточно за периодот на владењето на Александар Македонски,
бидејќи тоа е единствената личност од историјата која што директно може да се поврзе со името на нашата држава. Меѓутоа, најчесто туристички доаѓаат да ги посетуваат византиските цркви и манастири. Кои се нивните најчести прашања? Нивните најчести прашања се во однос на тоа дали ние се сметаме за наследници на Александар Македонски. Меѓутоа, голем број од граѓаните можеби не знаат дека територијата на кралството на античките македонци во најголем дел се простира на територијата на денешна Грција, а само еден мал дел на територијата на денешна Јужна Македонија, додека остатокот од територијата на Република Македонија припаѓал на уште едно моќно кралство, кралството на Апајонците, за кое што верувам дека многу малку се знае во јавноста, но сепак постојат публикувани научни трудови кои што луѓето може да ги консултираат. Што мислите за состојбата во која се наоѓа камениот мост? Камениот мост долго време беше една тема на контроверзии околу тоа дали е правилно или не изведена неговата реконструкција. Постојат голем број на живи граѓани кои се уште го паметат како изгледал камениот мост во 30-тите, 40-тите и 50-тите години, кој е нешто сосема различно од она кое што го гледаме сега, така да јас оваа тематика би оставила на моите колеги кои пред се бават со архитектурата. Во кој историски период лежат корените на македонскиот идентитет? Ова е едно многу интересно прашање, бидејќи идентитетот на ниту еден народ, било каде во светот, не е хомоген, ниту пак се движал праволиниски без било какви ломови во неговиот развиток. Така да, всушност, македонскиот народ е една пријатна симбиоза од културни карактеристики и биолошки диверзитет и еден симпатичен конгломерат во кој што се вградени кодовите на сите минати генерации кои живееле на ова тло. Колкава е уметничката вредност на спомениците од проектот Скопје 2014? Лично мене проектот Скопје 2014 ми се допаѓа. Сметам дека е доста добро замислен со сите тие прекрасни згради, споменици, институции и практично она кое што најмногу смета во проектот Скопје 2014 е веројатно самото Скопје. Инаку ќе се сложите дека не постои човек на планетава кој не би сакал да гледа убави работи околу себе. Колку историчарите се мешаат во политиката? Историчарите многу малку се мешаат во политиката, со исклучок на оние историчари кои се политички ангажирани стручњаци, кои во нашава држава се многу малку. Така да би рекла дека историчарите скоро и воопшто да не се мешаат во политиката, заради тоа што е многу слаб квантитетот на нивните публикувани трудови. Колку политичарите се мешаат во историјата? Па политичарите многу се мешаат во историјата, иако воопшто не ја разбираат во поголем дел. И сметам дека оној политичар кој се расправа со добри историски аргументи, значи дека позади себе има многу добар историчар-консултант. Бидејќи тоа е правилото секаде во светот да добрите политичари всушност ги најмуваат најдобрите стручњаци од одредени области за свој консултант. Дали да не се случеше турското робство, Македонија ќе беше денес на нивото на развиените европски земји? Па, хипотетички би можеле да кажеме дека е тоа така, иако не би морало да значи дека доколку, како што во еден напис на Croatia Airlines беше наведено дека Наполеон поминал тука од низ Македонија за време на своите походи, па тоа би било една интересна историска перспектива, бидејќи доколку навистина прошол Наполеон тука, сигурно би го срушил турското царство.